Германија се соочува со недостиг на кадар. Се бараат работници за различни позиции, од градежници до менаџери, банкари, медицински кадар, информатичари, за сезонски работници, за работа на аеродром, продавачи, магазинери, се бара минимално познавање на германскиот јазик, односно положен А1 испит. Работа се нуди и за електричари, бравари, работа во фабрика, на лента за пакување гардероба, обувки и многу други. За останатите позиции критериумите се поостри. Платите се движат од 2000 евра па нагоре. По социјалните мрежи, десетици Facebook страни нудат работа низ Германија. Некои од нив се со децидни барања, дека сигурна работа е обезбедена, но со бугарски пасош. Има и страни кои укажуваат на фактот дека посредници имаат обезбедено сигурна работа, плата како и стан и превоз со македонски пасош. Се погласно во јавноста се зборува дека Германија ќе го олесни обрачот. Странските медиуми пишуваат дека во најпосакуваната европска земја за македонците во последно време е во последна фаза на донесување на новиот закон, со кој на странците треба да им се олесни вработувањето во земјата. Причината е едноставна. Германија старее, а стотици илјади работни места зјаат празни. Владата планира во новиот закон да регулира квалификувани и обучени работници од странство. Законот треба да го олесни доаѓањето на странските работници во Германија, а на Германија се потребни 440.000 обучени работници секоја година, за да ја пополни празнината која се создава поради нискиот наталитет во земјата. Досега вработувањето во Германија не беше проблем за државјаните на земјите членки на Европската Унија, но со проблеми се соочуваа сите останати странци, со делумен исклучок на оние од Западен Балкан. Законот е олеснат, особено за странците кои немаат академско образование. Досега, имено правилото за донесување со вработување важеше за странци со факултетска диплома, кои треба да најдат работно место во рок од 6 месеци, а при тоа само оние за завршен факултет во Германија или со признаена диплома од странство. Дополнително доселеници мора да приложат доказ за поседување доволно средства за самите да се грижат за својата издршка во полугодишниот период на барање на работа, во кој не смеат да работат. Но со оглед што недостигот на квалификувана работна сила ги погодува и неакадемските професии, овој круг сега се привршува. И додека Германија размислува како да донесе нов кадар за плата до 2000 евра, Македонија полека се празни.